Политичките партии, академската и стручна јавност, универзитетите, граѓаните, сите да поддржат референдумско решение. Дали сакаме Македонија да се движи кон европска асимилаторска иднина или по патот на европските вредности? Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски очекува поддршка од председателот Стево Пендаровски, бидејќи неговиот предлог за референдумско прашање бил многу блиску до содржината, која ја договорал со експертите и со партијците. Јас очекувам, како што тоа го кажа во јавноста, така и доколку конвергира содржината, односно суштината на тоа референдумско прашање, Пендаровски да излезе јавно со став и да каже дека ќе излезе тој заедно со неговите соработници на референдумот и ќе го поддржи, ќе гласа, ќе гласа нормално според своето убедување. Дали треба да продолжиме под овие услови, под услови на диктат или ќе треба да продолжиме под некакви поинакви услови кои што ние како ВМРО ДПМН и останатите, би рекол, опозицијски партии, но и други кои што се партии во власта и слободно мислечки противници мислат дека треба да продолжи Македонија. Секој датум кој нема да влијае на терминот за одржување на референдум е добре дојден за опозицијската партија за одржување предвремени парламентарни избори. Мицкоски уверува дека само преку избори можеле да се поправат грешките што се случиле последните 5 години. Оваа влада е исклучително корумпирана, неспособна, нема визија и дека треба да замине час поскоро, односно повеќе да не се повтори никогаш. Подготвени сме да излеземе на избори и да освоиме мнозинство во парламентот, со што би немало од една страна уцени за ВМРО ДПМН, од друга страна би можеле да ги исправиме грешките кои што ни се случија изминативе 5 години и да донесеме наистина обнова и подобар живот за граѓаните во Македонија. Според Мицкоски, активната блокада во собранието од страна на ВМРО ДПМН е успешна и со тоа опозицијата спречила низа закони за кои сметаат дека се на штета на народот. Најави дека од септември ќе ги заострат чекорите во однос на случувањата во собранието. Во очи на големиот празник Илинден, Мицкоски најави дека традиционално ќе го посети Струшкото Шмаруништа.